Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. Се надевам дека и денеска ќе ви бидеме интересни, забавни од самиот почеток до самиот крај, затоа што имам супер гостинка која што ќе го привлече вашето внимание. Ве поздравувам сите вас на сите меридијани во светот, сите оние кои што го следат нашиот сигнал на Канал 5 телевизија и се љубители токму на ова наша емисија, кулинарско, музичко или забавно шоу, кој што секојдневно од понеделник до петок ви ги прави тие минути на вистина убави. Да си ги поздравиме и многу нашите редовни гледачи од нашата ни милна Македонија. И се разбира, поздрав до нашите пријатели на нашата емисија, а тоа се пријателите од ПКБеско, познати по своите суво меснати производи со висок квалитетен вкус. И ги поздравуваме, им посакуваме пријатна работа, а на вас, драги мои, добар апетит. Поздрав до ПКБеско. И се надевам дека очекувате кој ќе биде мојот гостин денеска. Јас морам да кажам дека тоа е една многу атрактивна и навистина супер дама. Денеска ќе не советува како треба и како не треба да се храниме, дури и движењето е многу битно во однос на живеењето, но тоа е незината работа. Фитнес инструктор и нутриционист, нашата Клаудија Адеми. Добре ми дојде. Добро најдов. Како си ми ти? Добречка. Супер, ти? Одлично и јас, едве чекав да му абетиме. Ајде да се ради. Затоа што на вистина, кога ќе се каже твоето име во однос на твојата работа, сите веа, леле, светска жена, ги спрема светските дами, господа од елитата да изгледаат секојаш топ. Па еве, добре дојде и во нашата емисија. Па добро ве најдов и мислам дека е ред. Ред е, малку нели, нешто така? да се спрема. Така. Бидејќи ни доаѓаш оддалеку, но сега си во Македонија, искористивме шанса. И да ти посакаме и пријатно добре дојде и да ти искористиме малку повеќе. Како велиме, како се шегуваат бесплатни совети. Бесплатни совети. Точно, малку нешто да се спрема, да видат како се спрема тоа, дека иде брзински, затоа што кога ќе викат, дали мора да се спрема тоа, јама немам време да готов. Сега ќе видиме како тоа брзо иде, брзински иде и дека може секој за 20-30 минути нешто да се спрема. Да си подготви брза храна, но здрава храна, како што сакаш да кажеш. Ајде повели ракавичките, бидејќи месото ќе го сецкаш и ќе правиме муабет за твојата професија, односно професија која што е многу битна во 21-виот век, е една од значајните. Крпичка имаш? Ја подадов овде водата да врие. Дали е потребно долго да врие? Треба да врие. Така? Да. Добро. Оставија да врие. Тоа се ќе ставиме наутот унутра, пошто денеска правиме една салатичка од наут. Јас ти ја нареков пилешка салата, но тука имаме и наут, и кој што јас лично многу го обожувам, морам да ти кажам. Ама зашто го обожаваш? Па не знам, од дете го сакам. А што сакаш више, наут, граф, грашок? Ако ме прашате во однос на она што јас сакам да го јадам, е наутот и лекета. Повеќе од грашак и граф. Граф само тавче обожавам. Сега сакам да кажам, тоа е многу ретко дека на македонец граф малку е, затоа што ја знам тавче графче овде е. Сите сакаме, нели популарно ни е тавче графчето. Но Клаудија, лекета ми е умилената. Јас ја практикувам дури како суп, чорба. Точно. Сега да можам да кажам некои ствари, затоа што јас денеска се одлучив за наут, затоа што некои не знаат ни што да прават со него. И само го познават како хумус, нели да се направи, а може со наут и многу други ствари да се направи. Ама исто така, ако вариш леката, гравот, грашокот, исто може на овој начин да се спрема. Затоа земав една ствар, да можат они после да комбинираат кој сака, кој вика не наут, не, ја би може и со леке, може и со граф, значи може со многу други ствари. Јас морам да ти кажам, мојот дедо по татко беше производител на леке и наут. Така да, јас растев со тие производи. Ете видиш. Јас малку ова е сега наравно или у галон, нели? Така, во конзерва. Во конзерва, тоа се треба да се измие. Добро. Океј, ќе го измиеме, ќе го исцедиме, ќе го ставиме уште малку у вода, нека врие,
Затоа што не знаеме никогаш дали е добро Сецкај го мефцето, јас ќе го измијам. супер. Никогаш не се знае дали е добро измиено, дали е добро сварено и така далje. Така да јас сакам увек да е Ете подсилен млас. малку ставен, да, малку да е ставен у вода, малку, едно 5-10 минута, затоа што ако не е добро сварен и ако е у конзерва, може да те боли после да те заболи стомак. И затоа јадам увек, не идем на ризик, него го варам. А кај нас омилено во Македонија е леблебија. Таа донесена од Турција печен да биде наутот. Убаво печен во посебна печка. Па некој го практикува и солен и благ. Каков е подобар според тебе? Без ништо. Па солен Без се ништо знае, според тебе. солен се знае дека кај мене нема. Така. Значи тоа е кај мене нешто што не го практикуваме. Така. Кај мене у мојата исрана. Така. Ali, па ни благ. Точно, сега здравствено нели ќе кажеме дека солта предизвикува зголемување на крвниот притисок, а благото пак шекерот и други нуспојави кои што можат да предизвикаат Точно. во организмот. Знаеш што ми е нај чудно. Чудно ми е затоа што ти викаш, ево може ова да се деси и со ова може ова да се. Виж како знаете, имате информации, така. што може да се деси. Кога се работи и така далje. за страф во Да. душата, нели страф е тоа Точно. веќе. Сите Страф. знаеме, информации имаме, така. ама никој не, ај нема везе денеска. од утре? Од утре, Од знаеш? утре. И така да, може да се стави ако Може, сака да, добро. стави го малку нека врие. Добро. И ќе ставиме, ова ќе го ставиме малку да го испржиме у тавче, Одлично. со малку да видиме. Го вклучив и тавчето, дали Супер. потребно масло малку? Да. Добро. А имаш тука, добро. Имаме се. Браво. Клаудија, Да. ајде сега прво ќе зборуваме за нутриционизмот, бидејќи започнавме со храната, нели? Да. Ова. Какви најмногу клиенти ти се јавуваат? Луѓе загрижени за здравјето, луѓе загрижени за убавината, бидејќи велиме здравјето и убавината одат заедно. Но ние некако пак ќе кажеш, ајде од утре. Нели? Обично така правим. Какви се твоите клиенти? Па види, се знае дека ја работам од мали деца до Да, нели, од 7 години, затоа што од 7 години веќе знаат, веќе не свајкаат, ама веќе можам да зборам со нив. Значи им е мозокот Спремен, подготвен. да може да тетката Клаудија да се слуша, нели? Така. Јас кога ќе кажам нешто, они знаат, аха, ако каже мајка, ама ќе кажам на тетка Клаудија, она рече дека тоа треба, они ќе знаат, веќе Така. знаат што е и како. Затоа зимам тек од 7 години деца, нели? Па до, да кажем, до 100. Нели? Така. Е сега, кој доаѓа најчесто? Најчесто доаѓа тие што пред да кажеме пред некој одмор треба најбрзо да се слабува. Да изгледаат фит, да изгледаат убаво, згодно на Ајде плажа. спремаме сега за плажа. А како можеш да го спремаш некого за еден месец? То треба 5-6 месеци или година. За тоа доаѓаат кај мене, пошто не знаат, кај мене се слабува за Многу месец дена брзо, 8 до 12 килограма, и викаат идеме таму затоа што знаат. Нели, затоа што знаат. Затоа што си строга. Не, сум И тата мата за принципијална. килограми, што викаат они. Не, мислам, ако стварно слушаш, ако стварно си имаш дисциплина и слушаш и сакаш, мора да сакаш. Така. Тогаш и ќе успееш. Тие Луѓе 8 до ќе 12. мислат дека ги ставаш на тавче. Да. И мислат така, да. Лесно, знам. тоа знаеш за еден месец 12 килограми се сепак. Многу е, јас знам дека е многу. Така. И некој се ќе каже, Нели е шок тоа на не- организмот? Тоа не е здраво, ќе кажат, нели? Да. И ја ќе кажам, не е здраво ако ти ослабнуваш со шејкови, нејадење, Така. а да не јадеш, да престанеш да јадеш. Значи тоа е шок на тело ако не јадеш, ако зимаш само шејкови, ако си на таблети, на некои апчиња, да ослабнеш. Това не е здраво. Ама со исхрана, да јадеш 5 пута на ден, Да го заситуваш организмот со она што треба. што треба, што Така. секој ден, значи секојдневно ти треба, имаш тука и доручак, и ужинки, и ручкови, значи имаш тука све што ти треба на ден. Така. И наравно дека можеме да го ставам веќе? Може, да. Може. Вручеле? Да. Ајде. Доказ. Имам доказ дека веќе маслото
Што вака цврчори? Најдобро е да се земе, јас сега земав маслиново, нели? А мора да е вирхенот е добро. Да не може тука се вика кај вас маслиново што е екстра вирхен. Екстра, ладно цедено. Да, тоа. А најдобро се знае, ако гледалците сакаат да знаат, исто од кокосово масло исто е многу добро. Исто може да се употреби кој сака, значи исто е добро. И другиот стек? Не, ова ќе го оставиме, доста ми е ова. А доволно е? Доволно е. Со тоа ќе се најадеме ја и ти и Па треба и камерманите и режијата. Да. Така да ете, доваѓат кај мене тие што викаш ти кој највише, кој често. Па има све. Но, добро, за убавината во ред, некој сака да изгледа неве брзо да ги топи на слагите, ова. Но многу е значајно кога некој ќе се обрати со здравствен проблем, а му е потребно нутриционист. Си вели, мене постојано ми варира крвниот притисок, мене шекерот никако не ми се намалуваат единиците. Во однос на тоа зборуваме, значи луѓето многу и тоа треба да го знаат дека нутриционистот е доктор, советник во дел од исхраната кој што може да помогне и многу да помогне здравствената состојба да се подобри. Затоа зборуваме. Да. Овака, денеска највише што имаме од болести се дијабет, холестерол, висок притисок. Тачно. И број 1 е канцер. Застрашувачки. Да. Број 1 е канцер. Значи, тоа е нешто отишло толку горе, таа цифра, дека денеска порано било, например, има канцер, тој тамо негде далеко. Така. Него не знаеш, нити, мислим, кога го чуеш, нели? Значи, од, не знам, од 20.000 јуди, еден. А денеска го имаш практично во фамилија, значи, комшијата, или, значи, тоа, денеска толку се слуша, толку е тоа сега некоја болест што е, да кажеме, негде и модерна. Ја припишуваат на стрес, ја припишуваат на храна која што е донесена, пакувана по разни превозни средства, складирана на погрешни места. Мислам за болест. Велат, може да дојде од хемикали, може да дојде од лошо складирана храна или недобро термички обработена. Првото и основното ќе кажат, имаше многу стресови во животот. Но, во денешно време, во 21. век, кога имаме многу производи и многу апаратура и совети од доктори, нутриционисти, тоа треба да го научиме, нели? Како треба да се однесува. Со толку информации што денеска имаш, така, и мене ми е чудно зашто уште се мисли што ќе правиш. Мислам, кога ќе дојдеш кај мене, ќе кажам, ти мора да идеш 1 сат да шеташ секој ден. Ти би требал да јадеш 5 пута на ден. Ти ова више нема. Например, нема више баклави, тулумби, торти, роден дени. Ќе ги имаш, ама заборави тоа да савиш, ама сега наста, тоа додека јадат сите тортат и грицка и нешто. Мислам, може да се направи убаво и може и да се направат некои колачи што се и без тие овесни снеголки, со мед, со Фала Богу, има денеска толку инфо, нели? Ама не е тоа не е тогаш тој роден ден. Ме разбираш? Тогаш не валја, тогаш не, можам само 1 чаша вино. Мислам, ипак ти знаеш дека имаш болест, затоа си дошол кај мене. Сакаш да ти помогнам со таа болест. И сега пак ме прашува дали можеш ти да пиеш 1 чаша вино. Мислам, тука има некои контрадикти што луѓето не можеш да ги сватиш. Клаудија, што е се ова? Бидејќи кај тебе се обратиле многу звезди и од нашите ју простори, да кажеме, Нана Бекута и ред други, да не ги броиме, нели, од ју просторите, задоволни од ефектот кој што го имаат кај тебе. Практикували во исто време и фитнес и исхрана? Па ви, секој одлучува за себе што ќе прави. Секој ќе дојдеш кај мене и имаш, например, 40 кила вишок, ја не можам да ти кажам и у теретана и почне ти тамо да тренираш. Ајде да замислиме на Ана Бекута, Снежана Ѓуришич на ајде сега, вежбање. Не е фер ни од мене ја да ги терам сега у теретана. Кој сум јас тебе да те терам у теретана, ти идеш само да дигаш тегови, мислам.
не би било фер, затоа што може никогаш не си бил у теретана, може ти е срам да идеш у теретана, може немаш пари да платиш теретана. Точно. Мислам, има тука доста некои ствари. Ама затоа има доста улица на кеј, паркови. Шетање. Кидеш, слушаш патики, музика и ајмо, идеме. Мислам, Погледни тука- во мевцето колку треба да биде за пражено. Уште малку. Добро. Тука не може никој да ми каже, ја това не можам. Тој што може да оди, има некој што е околичка и не може. Океј, значи има и такви клиенти, имам и И такви мене ме пациенти. караат, јас сум недисциплинирана. Велат, ајде да прошетаме, јас викам цел ден шетам по дворот. И сега ми започна нели сезоната и морам дворот да ми биде среден и трчам да си ги барам мачките. Ето видиш, ти трчаш по мачки, добро. Бар нешто, по нешто трча Е, па се. внучињата порасна веќе, нема по мачките ги трчаме, добро. Ај малку биберче да се стави тука. Каде? У ова, Ајде, малку бибер и малку куркума. добро. Ајде, во месото. Да. Ова ќе оставам таму да го можам? Може. Може. Па можам и вака да го повеќам веќе, зашто поблизу. Ова нека остане. Сега ќе можеме да сечеме малку крастајца, чекам малку да го испрам. Добивме убав вкус и боја и мирис. Куркума, Сето е... куркума можеш доста Да. да ставиш, затоа што е куркума Па многу добра, Еве, ќе многу кажеш дека здрава. корисна, така. Треба се научиме да јадеме малку више куркума, да ставаме тој зачин у многу ствари. Може да се употреби у све живо. Најмногу ја користат во Индија. Да. Ама таму Како има куркума, да. Ама таму има добра, знаеш. Премногу, премногу. Они се за тоа. Да. Океј, Сега, ајмо. продолжуваме. Ќе земеме малку, да. Добро. Ова ќе го исклучам. Може. Добро. Ај малку Затоа да што го е сецнам. готово. Добро. Па да не ти сметам тука. Не. Можеш и на масичката, па ќе ги фрлиме. Не се секира. Мене ми е по-едноставно вака. Да. Добро. Знаеш што, кој е човек научен. Ке се прашат што прави Клаудија. Тука ни е корпата. Тука е корпата за отпадоци, затоа мора да биде наведната, но не мораше, можевме и од таму да ги собереме. Така. Да не мислат што правам ја тука, фрлам нешто доле на патос. Така, А? точно. Некој ќе каже, се види ова на брзина нешто работи, јас сум оваква увек брза. За јадење, јас не готвам по 3 сата у кујна. Ја у кујна завршавам брзо. На брза ќе го сечкам, оправам и ајде, фино ќе си го направа, фино тоа ќе го декорирам, затоа што јас сакам така нешто. Така, да биде убаво. Да седнам, да ми е убаво. Ама кога готвам, ја не морам да мерам, да правам, да цицкам. Не сум таа особа. Ама зависи од семејството. Како ќе биде навикнато, ако семејството сака обилен ручек, што ќе правиш, ако бараат пити баници. Тоа као прво кај мене нема Тоа такви некои работи. пишува во фрижидерот, нема. Нема, тоа А, нема. добро. Нема ни у фрижидер, Ни во никаде. глава, така, Никаде. ни во глава. Ја не викам дека ајде понекогаш може да се изеде една пита, пошто знам дека нашите сакат питата, дека нашите знам дека се навикнати од малено, тоа да се, мислам, мајка ми мене ме научила исто, наравна ствар. раснеш, така. Ама јас не требам ни секоја седмица, ни секој ден, ни секој час. Немала време твојата мајка за овесни снегулки. Правела пити, Не, правела пити, манџи. да, понети Правила пиперки, така. манџи, не знам. Ти треба сад сега друг за местење на салатата? Како? Стаклен сад да ти додадам за местење на салатата? Имам тука. Добро. Ја веќе тоа све го Добро. припремав. Што сега ни е наред? Кромидот и Ајде, патрижаните. ова. Измиени се, средени. Измени се? Да, па моите драги тука помошници во добро. кујната Мира, Окей. тетка Мици, Рамизе не оставаат. Мора да биде ова се чисто, навистина педантно и средено. Добро. Ајде сега да кажеме дека во новиот проект на Диетално максимално ќе бидеш и ти, каде Да. што ќе ги советуваш пријавените
што треба да јадат, како да се однесуваат, колку на ден да пешачат, бидејќи секој ќе биде мерен на тежина, на обем, на сето тоа колку треба да се ослаби во текот на целиот. Тој серијал од 3 месеци. Да. Така. И тој кој ќе... Ја мислам дека тука ќе имаме малку дилема кој ќе добие, затоа што ја мислам сите да ги ослабнаа. Леле, ја не мислам да остане еден да остане како што дошло. Почитувани наши гледачи и драг мој колега Бубе, замислите 3 месеци јас со нашата Клаудија, по 12 минус килограми и мене ке ме нема. Овде ме нема. Минус 36-8 килограми. Ама чекај, зашто? Ама зашто да не? Каде е Драгче? Зашто да не? Мислам, тоа нема, сигурно нема ти биде лоше со мене, Драгче. Да. Не, ние ќе одмериме колку се доволни, нели? Да. За не толку сега сакав да направам да биде шега заради тоа што замисли си на една тежина да се симна 36-38 килограми. Тогаш веќе јас прво ќе видам нема да колку се, што се, како се. Сакав да направам и после да те предизвикам. Нормално. Ама не, јас имам све тоа у презвид, нели? Мора да се види колку си, дали имаш болести, кои болести, дали пиеш апчиња, кој апчиња, зашто се, од кога, како дошло до тоа. Значи, сакам информации. Историја на една лично здравствена картичка. Таа се вика една здравствена картичка, што треба и што да внесува во организмот, а што не треба да внесува. После ќе има исто тренер еден, затоа пошто ја не сум овде, се знае, ја живеам надвор тука, така да ќе имат и тренерот тука и ние ќе имаме исто контакт со тренерот. Што и како идат, како на видео бим. Да, тачно. На видео бим, добро. Така да, они ќе добијат секоја седмица нов мени од мене, ќе им го објаснам што и како треба да се работи. И така да ќе бидем у контакт нон-стоп. Као што сега работам со моите клиенти, работам онлайн по цел свет, така ќе работам и со нив. Мислам, нема да ги... Тешко ли е да се работи онлайн со многу луѓе или ги вклучуваш во групи? Ја работам со групи. Сепак би се работело и во групно, нели, кога имаме слични, да кажеме, луѓе. Ја имам групи Германија, у Шпанија, затоа што не мога да ги ставам сите во една група, пошто не се разбират. Па и не се разбират, но и различни се диагнози и она што би се рекло здравствено. Да, така ги ставам у групи, со нив зборам, работам и саветувам. Они ме викаат ако има некој проблем, не знам сега, закасниле денеска на ручак, што да прават, како да прават. У тие ситуации, да, мора да ме викнат, ја да им кажам, да ги научам да не погрешат. И за едно после мене. Нели? Значи, после мене што ќе правиме сега? Сега сме у ситуација, не сме стигнале... 6 месеци Клаудија, а после 7-миот повторно враќање на килажата. Тачно, така ќе ги научам, и кога сте у ресторан негде, или на некоја слава, или негде викнати на одмори, у хотели, на викенди. Еве сега јас ќе те прашам едно прашање, бидејќи јас сакам домати. Добро. Сакам краставица. Исто руколата ја обожавам, наутот кажав, пилешкото ми е едно од омилените, бидејќи не јадам друго месо. Ама многу сакам и печурки. Супер. Да? Да. Добро? Да. Ете, да кажеме дека тие се исто хранливи. Све од зеленчук. Затоа што многу пати велат нутриционистите дека печурките дури може да го заменат левот. Толку се хранливи. Печурките се еден многу добар протеин. Така. Тоа се знае. Види, пак ти викам, има толку информации, секој нешто знае. Така. И се знае дека печурките е наш протеинот, ако например се пости. Исто као наутот, кај се таму. Овде на цедење. Исто као наутот, исто е ти е добар протеин. Значи, тие протеини, ако ти ги внесеш у тебе ти требаат. Некој вика, ја не можам да јадам затоа што ти требаат и хидрати, и протеини, и витамини, и минерали, значи се ни треба на нас. Господ ни дал толку храна да се храниме. Не да бидеме гладни. Нели? Ама сега нормално, сега што дошло све, од задните 25 години, 30 да кажеме, све што дошло што денеска е брзо, у пакети, веќе створено, кога ти влагаш у супермаркет. У маркет, да, готово веќе, готова храна. Ти ги зимаш тие, зашто? Зашто ти мислиш дека со тоа најбрзо ќе направиш
и нема да се толку да мислиш што ќе правам, зашто ќе правам, како ќе правам и така дале. Тоа ти стои веќе кога влагаш, ти стои веќе тука. Значи тој маркетингот го имаме. Така. Порано не бил. Но затоа сега одиме на штандовите каде што вели пишува здрава исхрана. Да. Така, нели, бараме нешто што би можело да биде. Добро, ајде да се подготвиме. Ајде. Јас ќе ти го додадам наутот. Ајде, чекај да го ставиме овде. Лашичка. Се некој ќе каже зашто се вари ова пак? Затоа што реков пред малку, варите Затоа го. што е конзервирано. Рековме да се измеат сите тие Да. отрови во него и останати некои, нели, бидејќи до подолго време можела конзервата да стои. Кои се првите чекори, Аида? Првите чекори на една личност за да почне да намалува од тежината. Кои се првите чекори? Па прво Што треба да направи? Мора добро да размисли дали сака стварно. Да. Тоа е прво. Значи да си зададе задача дека мора да го следи својот нутриционист. Да, Добро. значи мора да биде сигурен. Значи ако си ти нестабилен, ако ти уопште ај ќе почнеме па ќе видиме што ќе биде, не можеме да видиме што ќе биде. Јас сакам да се менјам и ти ќе ми покажеш како. И јас се предавам тотално на тебе. Значи имам поверение и сакам ти да ме менеш. Тоа е првиот корак. Добро. Тоа е стварно многу важно, затоа што ти не можеш да, ако ти не си сигурен, ти нема ништо да правиш. Затоа Точно, ако тоа трае само 3 дена, што правиме? Ништо. Ништо. Добро. Ме матетираш мене, а ја немам време. И сам себе. И сам себе тоа така, тоа се знае. И затоа ја мислам дека е важно ти кога ќе се одлучиш, било која одлука да имаш ти у твојот живот за било што, Така. нели не само се за тоа, уопште било што да се одлучиме, да сакаме да се менјаме у нешто, мораме добро да размислиме, сакаме стварно да се менјаме? Или да глумиме менување. Да. Така. Значи тоа е важно ти сам со себе да тогаш кога ти знаеш јас сакам тоа, тогаш ајмо. Јас ќе ти кажам што, како, ама биди фер и биди Но сигурно имате тука и според диагнозата, да кажеме, луѓе кои што имаат проблеми со кичма, луѓе кои што имаат проблеми со зголемен крвен притисок, луѓе кои што имаат проблеми со аритмија на срцето, хикардија, значи сигурно имате упатства како треба да ги тука одржуваат се, тие вежби, не туку сите едно исто, ако Не некој можеш. може здрав да трчи премногу, некој може нели полесно. Кај мене трчање нема. Нема трчање по лента? Не. Нема? Не. Само пешачење. Пешачање. Добро. Како знам дека нема ништо да ти се деси. Добро, од утре одам пешки од канал 5 телевизија до Ржаничино. Вету. Чекај, стани, ти сега го кажа тоа овде. Многу далеко. Утре ќе те гледаме. Многу Дали е стварно далеко. тоа го правиш? Чути 30 километри се многу е далеко. А, јели, сега ти е многу, а? Многу е, затоа ти одма се викам, откажувам, одма се видиш? откажувам. Пази што ќе кажеш. Затоа реков, пазите што кажувате. Многу е, многу е. Сепак е далечина во прашање. Друго е 5-6 километри, 2-3 километри, нели, а друго е Да. веќе 30-40 километри. Не сум маратонец. Па ќе успееш ако сакаш, знаеш? Знаеш како може да успееш? Па добро, Само рековме, треба да нели, имаш вербата во волја. себе и силната желба. Да. Добро, ајде додека ги средува Клаудија. Јас, имаме кромите со сецкање. Да, Добро. Јас да ти направам чај. Можеме чај, нели? може. Може, може. Добро. Нема шекери тој ша. Немаме, никогаш не тогаш може. употребуваме шекер А не? во чајот, да, и во кафето. Макар да треба да го намалуваме кафето, нели? Добро. Добро. Има некој што сака кафе да пие и може да го пие, затоа не знаеме дека кафето е исто диуретично. Така. Значи кога пиеш, тоа е диуретик исто, кафето. Кој може да го пие, нека си го пие. Не му забрануваме, нели? Ја не му забранувам кафе да пие. Сега, ако става шекери таму унутра и ако става млека и ти работи, тогаш Вели стоп. тогаш имаме проблем. Клаудија вели стоп. Тогаш имаме проблем и голем проблем. Ама увек нешто ќе измислат. Драче, како е могуше увек да измислиш? Може да ставам бадемово млеко, може да си комбинираме, нели? Увек нешто ќе најдат нешто, ама смеам ли ова? Смеам ли? Клаудија, кој најмногу има ли некој што ти оставил голем впечаток, што си мислела дека ќе биде мрзелива личност на почетокот, а потоа била супер? Во однос на она што Па има. Има? И позната е, да. Да. Да.
и си велиш ова личност не бидува ништо, се мачам со неа. Да, ама на крај крајва успее и се промени. Ја отидов у Белград, кај не за дома. Така. Да. Затоа што јас кај бев, мислам дека бев тука у Македонија и се слушнавме и вика ајде вика доđи мало код мене вика на госте и да види мало да тренираме заедно. И отидов кај незе и така и беше. И дојде на аеродром да ме види, да ме земе и не може да верувам дека толку се променила. Ти не ја препозна? Не, јас се препознав, ама не мислам дека така ќе ми дојде. А, така. Не очекував тоа што видов. Браво, ете. И викам, викам па свано, Супер. свано работела. А јас што не, мислам, ова малку ми е, кога ќе викне што правиш, па еве ништо, па си била на каду, па после кидам и знаеш тие ствари кога ти Па мислиш. затоа реков некој што мислиш дека е мрзелив, неодговорен, а има потоа еве се засилува и добива ефекти. Бога ми јас се позитивно зачуди. се зачуди, да. Добро, ете убава работа. Сега ставивме тука. Сега даската ќе ја повлечеме Да. и месото ќе го повлечеме. Ова не ни треба више. Зашто веќе треба да се привршува. Ова не ни треба. Се што не ни треба да повлечеме. Види, веќе како убаво изгледа ова. Видиш? Но па Видиш симпатично ли во ти ова? бои. Видиш ли ти ова? Гледаш ли ти ова? Овака. Јас денеска земав малку пилешко, иначе може да се стави туна, или ракчиња, Добро. може да ставиш, или јајце варено, Да се срони, да да се се стави. сечи. Значи, тоа одлучуваш ти. Добро. Значи, тие варијанти ги имаш. Од сите варијанти ова највеќе ми се Добро, додека го средува пилешкото нашата Клаудија, јас да го побарам рецептот на денот. Ајде да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Салата со пилешко, 180 грама пилешки стек, една тегла наут, 5 шери домати, половина црвен кромит, половина краставица, маслиново масло, бибер и куркума, рукола за украсување. Ете, ги кажа и другите варијанти, Клаудија, кои што би можеле да се искористат доколку немате или не сакате пилешко, можете да додадете ракчиња, варено јајце, за да биде овде во однос на салатата. Ти требат ли ова за украсување или само руколата? Добро. Не ми треба. Одлично. Кажи ми, имаш ли некој посебен совет што би го упатила кон нашите гледачи, еве од твоја страна? Како би бил еден совет? Практичен совет. Па видиш, советите никогаш не се добри, затоа што никој нема да те слуша. Секој се оди 2 минути советот се слуша, третата по свое, така? Тачно. Добро. И ние више не знаеме кој год совет и да дадеш. Тоа е само во Македонија или на секаде во светот, бидејќи ти си секаде во светот? Секаде е тоа исто. Так. А морам да кажам дека се најдисциплинирани луѓе што јас сум ги срела у Република Доминикана. Браво. Они, значи, тачно идат да купуваат, например, ако имаат у фрижидер еден јогурт и оваа седмица имаат уште два, ќе купат тие два, Така. да имаат све дома што им треба. Браво. И ништо не им фали. Овде не, кај нас. Тука кошничката секојаш е полна, преполна. И дури и за непотребни работи. Ама знаеш што? Не сум стигнала да купам јогурт, не сум стигнала да купам манго. Не сум нашла некој ден не сум нашла наут. Како бе не си нашла? Во секој маркет го има. Маркетите се пуни со наут, а ти не си ги нашла. Како може тоа да биде? Епа, тоа е тоа. Оправдување? Не си била. Тоа е оправдување. Не си била и дека не си го нештата- тражила. Едноставно и просто. Руколата е многу добра, многу здрава. Значи, кој мисли дека не е тоа така, нека не мисли, нека ја јаде, нека Јас ја обожувам. Супер. Исто. Руколата. Доволно, Многу убаво. доста. Сада. Прекрасно. Фала ти. Тоа е тоа, се малку да земеме што
Што ти е? Кај ми е тој? Додај ми. Маслиново кај? Повели, А, повлеков. видиш, ја викам кај ми е. Ке го ставиме овако преко. Нека си има. Овако. Одлично. И сега малку бибер. Повели. Фала. Колку убаво мириси, колку примамливо изгледа и навистина ти благодарам, беше прекрасна гостинка. Фала ти. Направи убав рецепт, ни сподели многу совети. Се надевам дека секој засебно ќе го добие советот од тебе доколку ти се обрати. На кој начин може да те добијат, Клаудија Адеми? На Инстаграм има значи доста под точното име и информација. презиме, така. Да. Добро. Клаудија Адеми со Ц, затоа што со К нема да ме најдеш. Добро. Со Ц, Добро. Клаудија Адеми. Така. И може секој да се јави, може секој да ми пише. Јас кога ќе гледам, ќе одговарам, може не одма у секунд. Но за кратко време, Да. сигурно. Ти благодарам уште еднаш. Ова е подарок од нашите пријатели од Фала ПК пуно. Беско. Навистина ми беше мило што денеска заеднички направивме едно убаво другарување и убава емисија со која што нашите гледачи ќе бидат задоволни. Драги мои, ако сакате добри совети, ако сакате она што сакате да го постигнете килограми подолу или здрав живот, побарајте ја Клаудија. А јас ве поздравувам, затоа што ние готвиме и здраво и нездраво. Овде ве покануваме во нашата утрешна емисија да се гледаме и да направиме нов рецепт. Ве сакам.